Јавното обвинителство во Прилеп денеска отвори предистражна постапка за случајот со исчезнувањето на 10-годишниот Петар Џобески во селото Врбско, Прилепско Мариово. Во таа предистражна постапка биле вчера сослушани и родителите на малиот Петар, како и неговиот најстар брат 19-годишниот Димитар. Таткото на Петар изјави дека денеска ќе побарал адвокат, затоа што после сослушувањето полицијата се плаши дека може да биде осомничен за случајот. Признава дека го искарал детето тој ден, но вели дека никогаш не би го повредил. Вчера во полиција па истото ме прашува како се случи случката, што се случи, кај одев, што работев дента. Истото му го кажував, па не верува, па кажува вистината, па не е така, кажи како е поарно побрзо да се најде детето, кај. Ја реков ако знаев кај беше, ќе го најдев јас. Немаше да барам помош. Што не можев да го најдам, барам помош. А треба и да барам и адвокат. Зошто? Бидејќи сум осомничен. Кој ви кажа дека сте осомничен? Ну, па од вака што прават луѓе од пријатели натаму наваму. Детето заминало со мајка му и двајцата браќа да полни вода од блискиот кладенец. Потоа се враќаат дома, пошто го снемува. Родителите велат дека тој ден во селото немало никој освен нив, затоа што тоа е напуштено село. И тој напуна вода, ама после замина негде. Има заминато со Крисен со помалиот брат. Нагоре, ама тој пак се вратил кај кујчата. А после тоа се врати, ама како започна пати ја имаше погледнато мека ми некако тажно, има негде заминато. Се сумневате на нешто? Можноста за подалеку може да биде само некој дивеч. Одошто може друго да биде. Не забележавме некој од човечка рака нешто. Сметате дека некој дивеч можеби го... За подалеку може и некој дивеч да го однесе, ама не знам како е веројатноста. Јас на се сумњаваме. Значи имаше некакви траги, нема никакви траги, така? Траги нема ништо, ни јаливце, ни чизмињата. Инаку и денеска над 100 полициски службеници и еликоптер продолжуваат со активна потрага по малиот Петар, а сите граѓани кои сакаат да помогнат можат да се пријават во полициската станица во селото Витолиште или на телефонскиот број 071 268 594, кој што е број од станицата. Од Министерството за труд и социјална политика денеска истакнаа дека стручни лица од Центарот за социјална работа од Прилеп вчера биле вклучени во предистражната постапка. Разговарале со семејството кое што било корисник на дел од услугите на центарот. Потенцираат дека кај нив никогаш досега не бил пријавен случај за некако вид на насилство кај семејството Џобески.